Благодарам. Овој амандман го поднесувам со една цел. Ова е барање кое што треба да задоволи потреби на граѓаните од цела Република Македонија. Зошто? Затоа што со ова барам да се обезбедат средства да се изработи физибилити студија, за која што општина Тетово не се сетиле до сега, да се направи обиколница од Тетово, правец исток-север, или да објаснам да разберат сите граѓани, некаде пред Тетово да има клучка која што би водела кон граничниот премен Јажинци. Тоа вие што го кажувате, се патишта кои што минуваат низ градот, кои што поминуваат покрај училиште, кои што поминуваат низ населени места, тешки товарни возила. Патот, иако сега го асфалтираа за публика, тој пат нема да издржи ни до пролет. Тоа беше онаа делница кога сакаа да прикажат кога беше владата во Тетово дека нешто се работи. Со ова обиколница ќе имаат бенефит сите граѓани од повеќе аспекти. Прво, сите правни и стопански субјекти ќе имаат полесен пристап до автопатот, кој што води кон Скопје, тоа е едната работа. Втората работа, 3 општини кои што гравитираат кон Косово, општина Теарце, општина Јегуновци и општина Тетово, ќе бидат комплетно сообраќајно растеретени. Нема да имаме ситуации кога имаме големи гужви во селата Поро и Чепчиште, пошто верувам дека патувате често таму, кои што се ствараат и кои што луѓето кои што имаат потреба од ургентна медицинска нега не можат да стигнат до болницата во Тетово, да не говорам кога има пожари, да не говорам кога има итни состојби и да не говорам дека на тој пат има многу сообраќајни несреќи. Откако се јави во општина Тетово и прашав дали воопшто има изработен ваков план, во интерес на вистината, после 2 дена излегува и кажа дека општина Тетово ќе се залага да се изработи ваков план. Не се сетиле за ваква работа до сега. Соодветно на тоа се поставува и прашањето и до ДУИ и до сите албански партии, кои што седиштата им се во Тетово, зошто не се заинтересирале за еден ваков проект и зошто да не се обезбедат средства за еден ваков проект, затоа што сметам дека ова ќе значи еден голем чекор напред кон развојот на Тетово. Па и на цела Македонија, ако сакате. Затоа што тој пат би водел и кон граничниот премен со Косово. Ова е еден проект од витално значење за сите нас и за цела држава. Сметам дека тука не треба да има политика. Треба сериозно да се разгледа ова. Ги повикувам и пратениците што се тука присутни, и тие кои што ме слушаат, и тие кои што разговараат во моментот, и тие што не слушаат, да го поддржат овој проект. Затоа што тука нема политика, нема дневно политичка тема, ова е еден горлив проблем кој што ќе реши повеќе деценијски проблем за нашиот крај. Ако има барем и малку разбирање, ако има барем и малку желба и чувство да ова се направи, сметам дека треба овој амандман да се усвои, апелирам до сите тука што се. Сметам дека сумата не е голема за да се изработа студија, затоа побарав и со временски рок, да е 2020 година, затоа што, како што кажувате, вие сме на прав пат, верувам дека ќе има и проекти за меѓугранична соработка и многу полесно ќе може ова да се реализира. Исто така за македонската јавност да знае, бидејќи нели веќе ќе станеме и член на НАТО, со ова обиколница ќе се олесни и патот и пристапот до евентуалната касарна која што би била, која што сега воениот полигон Еребино и така натаму, така натаму. Сметам дека треба сериозно да се разгледа ова барање и многу сериозно да се пристапи кон ова. Благодарам.